зашто сите тогаш ги извлекуваат некои основни тези дека после 9/11 сите некако, особено на американците, се им е дозволено? Па видите, они доживеа најголем напад на собствено тло, кој што беше поголем и од Перл Харбор. Значи, има околу 3000 мртви во Њујорк и во Вашингтон, што беше невиден акт на тероризам до тогаш во светот. Значи, оние што се противници, што стојат од другата страна, искористија метод во кој што загинаа 3000 невини цивилни жртви. И после тоа беше оправдана, односно искористија целава состојба за унилатерално спроведување на собствената агенда во светот. Ви благодарам многу. Овде нека да ја завршуваме третата тема. Она што е многу значајно, дајте ми ги резултатите, е да гласате за вашиот, која е моја камера, да загласате за вашиот фаворит и да погодите кој ќе биде победник, затоа што следува вредносен ваучер од 10.000 денари, кој ги доделува Мисаки. Чувствувате се удобно, носејќи ги бисерите и да видиме како се резултатите сега после третата тема. Скоро исто како и после втората. Така е, многу е тоа е прилично значајно. Да. Значи, одиме со четвртата тема и ќе ви откријам кој ќе биде победничар кога ќе ја видиме четвртата тема. Ајде. Ако Македонија сака во НАТО, ќе мора да ги почитува конкретните и децидни барања што ги бара Брисел. Прашањето е дали Македонија е подготвена за овој предизвик, кој носи огромна одговорност. Едно од барањата на НАТО е 40% од вооружените сили да бидат спремни за мисиите на Алијансата, додека за нас ова значи за мировните мисии. Но знаејќи дека реформите во одбраната почнале во 2004 година, во 2013 треба да ги завршиме. Тогаш логично е Рига да ни жмирка. Згора на се, младиот министер за одбрана Еленовски во септември јасно си побара дека нашите сили треба да учествуваат само во акции за самоодбрана, а не за воени цели. Ете, после Цацко ни е виновен кога секоја една изјава ја мерат големите со кантарче. За волја на вистината, Хрватска си правела вежбички со американците за така наречена поголема компатибилност. Ние скромно си го вееме. Хрватска предвидела 1,7 милиарди евра за финансирање опрема. Ние не знаеме кој буџет ги покрива досегашните, освен податокот дека нашата мисија чини 10 милиони долари. Мониторингот од страна на Европската мисија вели дека е можна меѓуетничка криза, која би ја загрозила безбедноста, што значи автоматски нашата кандидатура би била прилично загрозена. И после Рига нема да жмига, па ќе жмига, природно. Во Рига некој ќе ждрига, нема да жмига. Па мислам дека прво и основно, јас не сум сигурен дека македонскиот народ, воопшто како народ, како жители овдека, баш сака да е дел од НАТО. И одно што јас мислам, како граѓанин, е дека без разлика што политиката и на левата и на десната политичка опција, како идат владите, постојано се прокламира влегување во евроатлански интеграции, вклучувајќи во Европска унија. Сметам дека народот треба да биде прашан на референдум.